Вчерашната изјава на премиерот Христијан Мицковски дека законот за соодветна и правична застапеност најпрво ќе помине во влада, а потоа ќе биде испратен во Венецијанската комисија за мислење пред да се усвои во собранието, ја вознемири Алијанса за албанците на Таравари. Од таму велат дека обидот законот да оди на меѓународна евалуација пред усвојување во собрание е опасна практика што може да создаде правен вакуум во момент кога државата има потреба од јасни гаранции за правична застапеност на сите заедници. Алијанса за албанците настојува законот за правична и соодветна застапеност првично да се усвои во собрание и само после тоа да се испрати за мислење во Венецијанската комисија. Само на тој начин може да се избегнат можните задоцнувања, да се заштити граѓанската еднаквост и да се спречи политичка злоупотреба на вработувањата во администрацијата. Билал Касами од коалицијата Вреди гарантира дека ќе има закон за соодветна и правична застапеност и ќе биде усвоен. Тој додаде дека од почетокот постои политички договор законот прво да оди во Венецијанска комисија за да се избегнат проблеми како со законот за јазици пред Уставниот суд. Për ne nuk është më e rëndësishmja, ashtu si ka qenë fatkeqësisht në të kaluarën, përvoja politike nuk është më e rëndësishmja që ky ligj të miratohet para zgjedhjeve. Ne kemi premtuar që do të ketë ligj për përfaqësim adekuat që nuk do të jetë i kontestueshëm nga kushtetuta apo ligje tjera dhe i njëjti do të jetë në shërbim të përfaqësimit adekuat ashtu siç është e përcaktuar me kushtetutë. Премиерот Христијан Мицковски вчера соопшти дека законот за соодветна и правична застапеност е подготвен и наскоро ќе биде усвоен на една од следните седници на владата, пошто ќе се испрати за оценка во Венецијанската комисија како последен филтер пред влез во собраниска процедура.